Пред 7 или 8 години се сретнав со еден пријател. Во разговорот ми се пофали дека се познава лично со Едвард Кардели. Тој, пријателот, тогаш работеше на конзервирање и реставрирање на иконите и фреските во манастирите и црквите низ Македонија. 2-3 години пред да се сретнеме, со своите колеги работел како конзерватор во малата црквичка Свети Пантелеимон. Тој ден, откако завршиле со работата, сите си заминале во Скопје за да се вратат пак утредента изутрина. Само тој останал во манастирот. Попладнето пак работел. Истиот ден во Скопје бил Едвард Кардели. Разговарал со луѓето од раководството во Македонија, го разгледувал Скопје, бил во некоја работна организација. Како што е вообичаено, кога е некој дојден на гости, на крајот бил поканет на вечера. Во ресторанот на манастирот Свети Пантелеимон. Кон вечерината со своите домаќини пошол кон падините на Водно. Кога влегувал низ големата дрвена порта на манастирот, погледот за момент му се задржал во средината на дворот. Каква е оваа црква, прашал, и пошол кон неа да ја разгледа. Внатре каде што се фреските е тесно, затоа јас излегов надвор, ми раскажуваше пријателот. Кога влегуваше во црквата, помина покрај мене. Колку беше расположен. Нешто изборуваше на сопругата. Гласно се насмеа. Влегоа внатре. Јас се приближив до вратата. Сакав да го видам поубаво. Одеднаш, така стоејќи на влезот, го слушнав како му се обрна на најблискиот до себе. Гледам, овде се работи, има скелиња. Има ли некој од конзерваторите? Ме обседе топлина. Ми беше жешко во очите, на образите, ми гореа ушите. Веднаш ме викнаа внатре. Кога се доближив до Кардели, ми ја подаде раката, се поздравивме. Кога зборува, гласот како да му затреперува, а толку е јасен и уверлив. Ме праша од кога потекнуваат фреските. Ме прашуваше и зборуваше за особеностите од времето кога се насликани. Ми рече, добро е што го чувате ова прекрасно богатство. Замисли си. Кардель ме прашува мене. Жештината веќе ми исчезна. Кога зборував, тој ме гледаше право во очи. Му беше интересно се што му зборував. Дури се чудев како може да му е се интересно. Како да е научник за се што постои во животот. И така, јас му кажав се што знае во тој момент. Кардель и сопругата Пепца ми рекоа благодарам и довидување. Мојот пријател не се сретна повеќе со својот пријател Едвард Кардели. Јас другаро Кардел го познавам од порано, мислам вака, преку радио, преку телевизија сум го слушал, али не сум бил во контакт со, мислам, лично вака да се сретнеме, да се видиме. Мислам околу 71 така беше овде во нашиот ресторант, мислам во Пантелеимон, на вечера. Прв пат тогаш го имам видено вака и сретнато, мислам, и поздравено со другар Кардел, се имам поздравено. Голем впечаток ми остави другарот Кардел, затоа што човек со една добра насмевка, со една добра мисла, ведар човек, расположен,
и со секого да направи вака муабет без разлика со кого е. Кога дојде вечерта, прво коз влегува од капија, прво се симна у манастирот отидо. Го посети другарот Кардел манастирот, од посета од манастирот дојде во ресторанот на вечера. Фино беше, ведар, расположен. Баш и услугата, све што беше, му се свиде, национално јадење имане, припремено све за него. Задоволен беше со све. И со сите се поздрави, кој требаше да си оди. Другарот Едвард Кардел го познав кога стана член, почесен член на МАНУ. И остана во сеќавање бидејќи беше тука исто и наш гостин и како човек нашето општество, мислам во моментов кога веќе го нема, загубивме еден голем борец, револуционер и патриота. Се сеќавам другарот Кардел 1969 година ја посети Треска. При неговата посета особено се интересираше за развојниот пат на Треска, а посебен акцент го даде на самоуправувањето и развојот на самоуправувањето во Треска. Другарот Кардел се интересираше во детали за организацијата на Треска и не само за организацијата, него посебно како е организирано самоуправувањето. Посебен впечаток ни остави на сите присутни тоа што он до детали се интересираше за самоуправувањето и он даваше некои насоки во смисла на тоа како треба да се самоуправувањето организира во Треска и не само во Треска, него уопште во сите работни колективи во организациите на Сдружениот труд. Другарот Кардел беше многу непосреден со нас. Он за на секое наше прашање кое му поставувавме, одговараше у детали, ни даваше некои појаснувања што навистина во тоа време на нас не ни беа доволно јасни и расчистени, мислам, во самото организирање на самоуправните процеси во Треска. Иначе, навистина, он е голем човек и како таков ќе остане во сеќавањето на сите нас што сме имале непосредни контакти со него. Кардел прв пат го сретнав кога беше на посета во Скопје 76 година во трговскиот центар. Иначе за Кардел знам уште од порано, мислам како се што е поминало низ Југославија, устав или сите овие закони за Сдружениот труд поминале под негова рака. Човек кој може да речам слободно дека се што имало да напише, се помила преку негова рака. Исто така тој се отито секаде на неврзаните, на конференциите на неврзаните. Потоа овие закони што се за Сдружениот труд, потоа оние амандмани на измената во уставот за 71 година, се тоа поминато преку негова рака. Смртта, мислам, лично болно ја прими, бидејќи се надевав уште долго дека ќе може да твори да допринесува за ова наше социјалистичко општество. Има повеќе книги напишано, мислам, мене посебно ме занима историските корени на неврзувањето, потоа основните начала на Сдружениот труд, за словенечкото национално прашање, посебна книга и многу говори и статии што се објавени во печато или во негови така собрани томови од неговите дела. Ненадејната смрт на другарот Едвард Кардел го не изненади многу целото население од Југославија, па како и нас младината, кој го знаевме како добар човек, политичар, хуман, кој се интересираше не само за политиката, тој беше и професор, како близок до нас младите и мислам дека многу ќе ни недостасува на нас младината и ќе го следиме неговиот пат. Као човек, као идеолог и уопште био е човек кој се не ќе заборавити лако, кој ќе остати у нашим срцима као валјан човек, кој е дал многу од данашнем друштву и кој тоа што е дал, тоа е остало и спроводит ќе се током живота наши генерации. Другарот Едвард Кардел, како што нас ни е познато, е најголемиот скоро теоретичар и револуционер на југословенските народи и народности.
Неговиот лик не треба да се заборави. Меѓутоа, ние треба да запамтиме и тоа дека другарот Едвард Карлер, кој што беше секогаш најблизок соработник на другарот Тито и другите револуционери кои придонесува за развитокот на југословенската заедница, треба да се запамти и забележи неговиот лик во првите страници на југословенската историја. Меѓутоа, не треба да се заборави уште од првиот пат, револуционерен пат на Едвард Карлер. Треба да поступаме најпрост пример, треба да кажеме од 1945 година и то првите амандмани, тоест првите преработки кои што беа за придонесување на Уставот на Југославија од 1946 година. Тука многу придонесе и другарот Едвард Карлер, нарочито за рамноправноста на сите народи и народности на Југославија, за федеративното уредување на Југославија, за континуитетот на републиките и покрајните, тоест рамноправноста на сите републики и покрајни Југославија како цела федерација што ги опфаќа нив и да повторно се навратам за рамноправност на сите народи. Меѓутоа, тој не треба да се заборави и тоа дека за прв пат кога во нашиот устав и тоа од 1946 година беа донесени, односно формирани местните заедници, интересните самоуправни заедници, самоуправувањето воопшто на работничката класа и работните луѓе, за рамноправноста на југословенските народи и народности, за еднаквоста на и правата на работникот да управува со општествената собственост. За сето тоа придонесе другарот Едвард Карлер, нагласувајќи пред се за општествената собственост која е база на општествено интересната заедница на Југославија, која е база на местните заедници поштувајќи од општина, република и федерација. Тој нагласи дека не треба да постои иерархија меѓу федерација, република и општина. Тој нагласи дека сите работи треба да одат од базата, тоест од општината па се нагоре до федерација. Едвард Карлер е една голема личност и голема загуба сега за Југославија и за неврзаните земји, кои што сме и ние од Кипар. И мислам дека е поголема загуба за Југославија, он беше еден голем теоретичар за самоуправа. И ние од Кипар се жалиме за овој што се случи и као студенти од Скопје ги пренесуваме од тука нашите жалости. И јас како стане студент го видов многу пати од телевизија и разбирав дека е една голема личност.